Почитувани представници на Собранието, почитувани представници на владата, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани колеги министри, почитуван извршен директор на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража Frontex Ханс Лајтенс, почитуван директор во Директоратот за Шенгер, граници и визи во Генералниот директорат за миграција и внатрешни работи при Европската комисија, почитувана европратеничка и известувач за договорот за статус помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија Лена Дупонт, почитуван амбасадор на делегацијата на Европската унија господин Егир, почитувани представници на Frontex, почитувани припадници на Министерството за внатрешни работи, почитувани гости, медиуми и почитувани граѓани. Денеска присуствуваме на церемонија на официјално започнување на заедничката операција под закрила на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража Frontex, а во соработка со нашите припадници на полицијата кои ја представуваат нашата држава. Во оваа прилика сакам да го поздравам денешниот настан, кој е во духот на нашата цврста заложба и определба Република Северна Македонија што поскоро да стане дел од пошироката европска заедница. Деновиве го одбележуваме 6-месечниот период од подпишувањето на договорот со Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража Frontex, кој Собранието на Република Северна Македонија го ратификуваше на 13 февруари годинава. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на пратениците кои што гласаа за ратификување на овој договор, а кои што претходно ја усвоија преку заклучоци преговарачката рамка со Европската унија, која што составен дел го има договорот Frontex, кој што има исклучително значење од повеќе аспекти за нашата држава. Горди сме како нација што овој договор е прв потпишан договор со Европската унија на македонски јазик, без додавки, фусноти и звездички, што е доказ за заштита на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, кои што со овој документ се поставени на европско рамниште, заедно со сите други јазици и идентитети на земјите членки на Европската унија. Во оваа прилика сакам да го поздравам и што туку кој што пристигна министерот за вице-премиерот за европски прашања господинот Маричич, и тоа што тој го зборуваше минатата година во јули, заедно со мене, заедно со министерот за надворешни работи, се потврди дека било вистина и дека договорот Frontex и ќе биде потпишан и ќе биде имплементиран. Останува на оние кои што критикуваа, кои што фрлаа молотови коктели врз Собранието, врз владата, врз Министерството за надворешни работи, во најмала рака на него и на министерот за надворешни работи да им се извинат. Со потпишувањето на договорот со Frontex и неговата ратификација, статусот на македонскиот стандарден јазик се издигнува на рамноправно рамниште со сите други јазици кои се зборуваат во Европската унија, а нашата култура, јазик и идентитет се признати и препознаени и во меѓународни рамки. На овој начин, македонскиот јазик и идентитет се неприкосновени и втемелени во европското законодавство. За нас Frontex значи заштита на нашите граници, значи заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата држава, значи навремен одговор за сите безбедносни ризици по нашата земја, значи безбедност и мирен сон за нашите деца, значи контрола на миграцијските движења, значи справување со меѓународниот криминал, значи признавање на нашите цврсти заложби за зачувување и промовирање на македонскиот јазик на нашиот евроинтеграцијски пат, значи можности за примена на професионални европски стандарди и зачувување на меѓународниот мир и безбедност. Бидејќи како што гласи еден од постулатите на Frontex, служиме на интересите на граѓаните, бидејќи се грижиме за луѓето и веруваме во европските вредности. Ова се нашите верувања, нашите цели, нашиот лајт мотив на долгиот, но достижен пат кон Европската унија, кои веќе ги исполнуваме, освен преку договорот со Frontex и преку носењето на заеднички одлуки за светската безбедност и учество во заеднички операции во рамките на НАТО, зашто неодамна ја одбележавме и 3 годишнината од нашето членство во Северноатлантската алијанса. Меѓународното признавање на напредокот кој го постигнуваме се реализира и преку нашето претседавање со Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ во текот на оваа 2023 година, година на најголем предизвик за европскиот континент после Втората светска војна. Република Северна Македонија е препознаена од меѓународната заедница
како фактор на стабилност во регионот и кредибилен партнер во зачувувањето на регионалната стабилност. Имаме исклучителни постигнувања на регионален и меѓународен план, а Република Северна Македонија преку конкретни чекори покажува успеси наспроти сите деструктивни тенденции. Со успешна заедничка работа, со заеднички сили, заедно со нашите сојузници и стратешки партнери, стоиме храбро пред предизвиците и одиме по патот кој не води до посветла, просперитетна иднина за сите наши граѓани. Со решителни чекори продолжуваме со европската агенда, продолжуваме со исполнување на сите неопходни критериуми за членство во Европската Унија, како и усогласување на нашето со европското законодавство. Свесни сме за предизвиците, свесни сме и за тежината со која понекогаш треба да се носат храбри и вистински одлуки, како во минатото, така и во престојниот период. Свесни сме и за дезинформациите и за лагите кои што ги имало, ги има и ќе ги има и во иднина. Меѓутоа, нема враќање назад кога верувате во праведна и кога верувате во голема цел. Единствениот стабилен и безбеден пат за нас е Европската Унија. Сакам да му се заблагодарам на министерот за внатрешни работи за неговата истреност во изминатите 5 години и на неговиот тим и преговорите за случување на договорот Фронтекс, за зачувување на националните, културни, идентитетски и јазични црвени линии на македонскиот народ и сакам да се заблагодарам на сите негови колеги кои оперативно учествуваат во спроведувањето на овој договор, како и на колегите од Европската Унија. Ви благодарам и честитки за сите.